радиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Министерот за здравство Армен Таравари соопшти за најновата состојба на повредените во пожарот во Кочани, што се лечат во земјава и во странство. Кај двајца критични, таа се влошила, а вкупно 4 се во тешка здравствена состојба. За пациентите кои се на домашно лекување, тимови од лекари ќе одат во Кочани за контрола. Речиси половина од пациентите кои беа повредени во пожарот во Кочани се на домашно лекување. Во странски медицински центри остануваат 89 со денешното враќање во земјата на двајца кои беа хоспитализирани во Литванија и Шведска. Во македонските здравствени установи денеска испишуваат 5 и под болнички надзор остануваат 16 пациенти. Од повредените кои се надвор од државата има голем број кои се екстубирани и дишат самостојно. Но кај 4 критични пациенти состојбата и понатаму е загрижувачка. Вчера кажав на пресконференција дека малку се подобрени, меѓутоа денеска добиваме, односно вчера навечер добивме информација дека повторно овие 4 пациенти се релативно во тешка состојба. Така да ќе видиме повторно, ќе ве брифираме за се што добиваме како информација. Двајца од пациентите повторно е влошена состојбата, повторно се во релативно критична состојба. Таравари вели дека дел од пациентите кои се надвор од државата се префрлени на одделенија за понатамошен третман. За пациентите пак кои се веќе на домашно лекување, тимови од лекари ќе одат во Кочани за контрола и се што ќе им биде потребно. Пластичен хирург, психолог и психијатар секако, доколку треба и физикален терапевт, ќе има и тоа во екипата, односно тоа што ќе има потреба токсиколог, интернист, друг тип на хирург, што ќе побараат нашите колеги во Кочани, такви екипи мултидисциплинарни ќе формираме. За да тие лузни се сведат на минимум, тој го правиме од првиот ден, сам кога веќе ние ги отпуштаме пациентите, им го даваме советот како они треба да се понашат со нивната веќе изгорена кожа, која што е заздравена, таа е многу нежна. Пациентите кои се враќаат од странство по протокол поминуваат 24 часа на клиники пред да заминат на домашно лекување. За утре нема најави за исписи од странство, додека пак за понеделник ќе бидат вратени 5 мина. Сања Димитровска, Сител телевизија. Во Штипската клиничка болница отворен центар за рехабилитација на повредените во трагедијата во Кочани. Одделот за физикална терапија, кој работи во состав на Штипската клиничка болница, подготви 50 болнички кревети за стационарно лекување на повредените во трагедијата во Кочани. Пациентите почнавме да ги примаме од пред ден-два, а сите капацитети во клиничка болница Штип, тоа се 50 легла стационарни и капацитетите на одделението за физикална терапија при јавна здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кочани се ставени во функција. Потешките случаи ќе се лекуваат стационарно кај нас и дел во болницата во Кочани. Со хидротерапија, електропроцедури и кинезитерапија ќе може полесно и побрзо да се опорават. Принцип, пациентите се со тешки изгореници и контрактури, но имаме голем дел пациенти и со фрактури и со ампутации. Таму ќе имаме целосна рехабилитација на скршениците и изгорениците, но и вежби за дишење кои се дел од рехабилитацијата на пациентите со изгореници. Ние веќе имаме обучен кадар, физиотерапевти, кои ги знаат вештините на вежбите за дишење. Колегите за време на короната имаат специјални обуки за вежбите за дишење, кои ќе ги применуваме и сега. Доколку има потреба, ќе се ангажираат и лекари од другите здравствени установи во државата. Костадинов со препорака до пациентите со изгореници да не користат мелеми на своја рака, туку да се упатат во медицинските центри за рехабилитација, каде ќе добијат соодветна здравствена услуга. За Сител, Трајан Ристовски. Претеничката група на ВМРО-ДПМН е по скратена постапка го менува законот за јавен ред и мир, со што се става ред во употребата на пиротехнички средства во затворен простор. СДСМ пак бара владата да ги поништи тендерите за анкети и оценка на медиумите и парите да ги пренамени за Кочани. ДУИ се жали до Советот на Европа за селективна правда.
По скратена постапка, партениците на ВМРО ДПМН ќе го менуваат законот за јавен ред и мир. Со измените ќе се регулира користењето на пиротехнички средства во затворен простор. Двојно повисоки казни ќе добијат правните и физичките лица кои нема да се придржуваат на правилата за огномет, факелијада и слични приредби на кои се користат експлозивни материи. Се заострува регулацијата за приредување огномет, факелијада и слични приредби на кои се користат експлозивни материи. Се заоструваат и казните за правни и физички лица кои ќе ги прекршат одредбите од овој закон. Дел од казните се двојно повисоки, а за некој законот предвидува и притвор. Преку ова законско решение ги прошируваме и надлежноста на полицијата. Механизам преку кој ќе овозможиме поголема контрола при користење на експлозиви, како и побрзо и поефикасно спроведување на овој закон. Опозицијата пак повторно обвини за селективност во истрагата за Кочанската трагедија. Бараат владата да ги поништи тендерите за анкети и оценка на медиумите и парите да ги пренамени за Кочани. Власта манифестира безчувствителност и расипништво во време кога граѓаните едва и врзуваат крај со крај и се во колективна тага. СДСМ бара почитувани итно поништување на тендерот за софтвер за медиумско влијание и тендерот за анкети. Тие пари, заедно со 400.000 евра предвидени за анкети, да се дадат за помош на семејствата и граѓаните на Кочани. Сега е време за солидарност и одговорност. Од владеачката партија вела дека политиката на СДСМ се сведува на ефтин популизам. Постапката е законски спроведена, а вакви тендери исклучувала и владата на СДСМ и е дел од програмата за јавни набавки. И претениците на Европскиот фронт кои обвинуваат за селективна истрага испратиле писмо до Советот на Европа, во кое бараат меѓународни експерти да се вклучат во истрагата. Бараат Советот да испрати независна експертска мисија за проценка на независност на истрагата, да се иницира дебата во парламентарното собрание на Советот на Европа, да се побара мислење од Венецијанската комисија за влијанието врз обвинителството и да биде ангажирано Греко за истрага на политичко влијание врз обвинителските одлуки. За власта ваквите барања се неосновани. Велат има истрага и таа ќе биде неселективна. Од одговорност нема да биде поштеден никој за направениот криминал. Ивана Соколович, Најдова, Сител телевизија. Протест на движењето кој е следен пред законодавниот дом, од кој се побара правда по трагедијата во дискотеката Пулс. Како граѓани, како верувам и сите останати, сме фрустрирани од неактивноста на нашето собрание. Не само во овие 2 недели, туку во текот на целиот наш животен век. Собранието е исклучително пасивно, иако има најголема обврска да ги репрезентира граѓаните на оваа држава. Така што поради тоа решивме кога собранието, кога пратениците кои што се платени од нашите даноци одат на одмор, ние како граѓани да се собереме и да дискутираме за своите проблеми. Предлагаме да се оформи граѓански сервис е-инспекторат кој ќе овозможи транспарентно работење на сите инспекторати во државата, со што секој граѓанин ќе може да има увид кој објект и локал бил подложен под инспекцијски надзор, а кој не. Мони Сонг подпишале нова спогодба за висина на платите, на која голем број наставници реагираат на социјалните мрежи. Според нив спогодбата е незаконски и се коси со новата минимална плата, а со тоа и коефициентите на сложеност. Министерката Јаневска вели дека тоа се шпекулации, дека се работи за покачување на плата, за спогодба за нејзино покачување, уште подпишана лани, кога со Сонг е договорено во следните 4 години да има континуирано зголемување на процентот на платата на сите вработени во училиштата. На иста линија и првиот човек на синдикатот, Неделков, тврди дека со новата спогодба само продолжува трендот на раст на платите. Министерството за образование и Сонг подпишаа нова спогодба за раст на платите. Најниската плата за најнискиот степен на сложеност на вработените во основните училишта изнесува 22.745 денари, пишува во документот. Дел од просветните работници незадоволни на социјалните мрежи велат ова е бруто износ, што нето би изнесувало 15.250 денари. Министерството за образование доколку го почитува колективниот договор и законот за минимална плата, и Сонг да ги почитуваше законите и да се грижеше за просветните работници, ќе ја утврдеа за основица минималната плата на државно ниво, која е во висина од 33.352 денари во бруто износ или 22.567 денари во нето износ. Со непочитување на колективните договори и законот за минимална плата, платата на просветните работници е скратена за 1/3, пишуваат на социјалните мрежи.
Според министерката за образование, ова е шпекулација. Јаневска вели спогодбата за покачување на плата е подпишана уште лани, кога со СОНК договоривме дека континуирано во следните 4 години ќе има зголемување на процентот на платата на сите вработени во училиштата. Оваа година идентичната спогодба ја подпишавме повторно, за да може да се исплати мартовската плата во април со покачени 7%. Точно е дека одредена група вработени во училиштата имаат коефициент на минимална плата. Тие никогаш лани преклани не добивале 15.000 денари плата, и во изминатите години тие добивале минималната плата и се однесува на општ работник, на садомијачка, значи на оние кои се навистина најнискиот коефициент на сложеност на работа, и оваа година тие ќе ја добијат за гарантираната минимална плата, што значи ќе има разлика од претходната за гарантирана минимална плата до оваа, тоест ќе го добијат тоа покачување. Сите останати ќе ги добијат според коефициент на сложеност на работа, како и секоја година. На иста линија и првиот човек на СОНК, Неделков, тврди дека со новата спогодба само продолжува трендот на раст на платите. Се шпекулира дека се оштетени, како што и вие споменавте, просветните работници, апсолутно не е точно. Еден наставник со зголемување од 7% ќе добие зголемување некаде околу 2.500 денари на сметка на вработените во јавниот сектор, каде што тамо се оштетени, линеарно им се зголемува платата 2.800 денари. Ова се дефинитивно смислени шпекулации да се поттикнува членството на незадоволство во однос на спогодбите и работењето на СОНК, се со цел одчленување и прелевање во некој друг синдикат. МОН и СОНК лани договорија постојан раст на платите за 4 години за вкупно 46%. Освен сегашното зголемување од 7% до година и во 2027, договорот е зголемувањето да се движи помеѓу 7,5 и 10%. За истиот период во 2028 година, процентот на раст да достигне од 10 до 12,5%. Мартин Арсов, Сител телевизија. Едукација и опрема за локалното население за поефикасно справување со пожарите. Од планинарската спасителна служба од Охрид сметаа дека на овој начин ќе се следи примерот на многу европски земји каде најголемиот товар во справувањето со огнената стихија паѓа токму на волонтерските служби. Локалното население, особено во руралните средини, да биде едуцирано и опремено за да може активно да биде вклучено во напорите за гасење на пожарите. Од планинарската спасителна служба посочуваат дека и волонтерите се тие кои може да делуваат. Најефективна е помошта која ќе ја понудат тие кои се тука во самото време на случувањето на пожарот. Волонтерите се луѓе кои што се од локалното население. Тие се најбројни и тие се први на лице место кои што можат да помогнат, особено кога станува збор за пожари. Основниот постулат е дека пожарите кога се додека се во рана фаза можат многу лесно да се елиминираат, понатаму веќе се комплицира се. Така што локалните заедници се од клучно значење и тие мора да бидат активно вклучени во системот, меѓутоа од друга страна државните институции се имаат обврска соодветно да ги едуцират и да ги опремат овие луѓе да бидат безбедни кога работат на терен. И нашата земја треба да го следи примерот од развиените европски земји како Австрија, Швајцарија, Германија, Данска и Норвешка, каде најголемиот терет во справувањето со огнената стихија паѓа на волонтерските служби. Очигледно е дека овој систем со само професионални служби не може да одговори во целост на потребите. Од друга страна, професионалните служби се многу скапи за одржување, особено делот на плати и на доместоци кои што трошат огромен дел од буџетите и на сметка на застарената и недоволно опрема која што ја немаат едноставно. Волонтерските системи се многу поефикасни, се многу може да бидат многу и покомпетентни, доколку се работи правилно, систематски во делот на едукација, меѓутоа мора да се направи системска промена, бидејќи во овој момент, како што е законската регулатива, едноставно на волонтерите им се намалени ингеренциите. Бројот пожари низ Македонија предизвикува сериозна загриженост кај населението. Добрите познавачи велат дека потребно да се инвестира во модернизирање на ресурсите за гаснење пожари и подобрување на локалните способности за да се спречат катастрофи. Нина Аритоновска, Сител телевизија.
И за крај подсетување дека во